За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите предјадење од пилешки дроб. За подготовка на ова предјадење за 4 лица потребни ви се следниве производи: половина килограм пилешки дроб и срца, макдонос, 2 врзопа млад кромит, 3 јајца, 1 врзоп копар, 3 чешниња лук, 50 грама путер, 1 лажица зачинка плюс, 1 лажица црвен пипер, 50 мл млеко, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова предјадење е 80 минути. Младите кромичиња ситно ги сечкаме. И копарот ситно го сечкаме. Ситно го сечкаме и макдоносот. Чешнињата лук ситно ги сечкаме. Во тенџере на оган со завриена вода го ставаме пилешкиот дроб да се вари. Во тава на оган со загреано масло го пржиме и сечканиот кромит. Откако кромитот ќе се испржи, ја тргаме тавата од оган. Сварениот дроб го мелеме во машина за мелење месо. Мелената смеса ја собираме во длабок сад. Потоа во машината го мелеме и сечканиот лук. Го додаваме во длабокиот сад. Во садот ги додаваме испржениот кромит и сечканиот копар и макдонос. Додаваме зачинка плюс. Додаваме црвен пипер. Јајцата ги кршиме, ги додаваме во садот. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Правоаголниот калап го намрсуваме со пупер. Го облепуваме со лебни трошки. Во калапот ја нанесуваме смесата од длабокиот сад. Преостанатото јајце го кршиме во длабок сад. Го додаваме млекото. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Мешаме со жица за матење. Со мешавината од јајце и млеко ја преливаме содржината во калапот. Калапот го ставаме во редна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Го вадиме калапот од редна. Го превртуваме на даската за сечење. Чинијата за сервирање ја украсуваме со по 2 листа марула и 2 листа црвена зелка. Потоа го сечеме предјадењето на парчиња. Парчињата скалесто ги редиме на чинијата за сервирање. Предјадењето од пилешки дроб го декорираме со 2 ротквички засечени во форма на цвет и гранче жалфија. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 80 минути.
Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темнорубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени.